Денес во својство на оштетена страна, во својство на сведок, бев повикан од јавното обвинителство да сведочам околу настаните на 27 април во Собранието на Република Македонија, при што го дадов и мојот исказ на тоа како јас ја видов таа ситуација во Собранието и одговорив на сите прашања кои што обвинителката ми ги постави. Во тек на идентификувањето на нападјачите, полицијата идентификувала луѓе во толпата кои што ги нападнале пратениците и секој пратеник кој што бил нападнат во текот на настаните на 27 април и е оштетен, е повикан исто така од јавното обвинителство да даде свој придонес во случајов. Би сакал да повикам до јавното обвинителство да не подлега на политички притисоци и да делува во согласно со законот и членовите, луѓето од толпата кои што веќе влегува во собранието би требало да повлечат поука според законот за да не се осуди никој повеќе во иднина да повтори нешто такво слично. Вие бевте видени во својство на оштетен? Да. Како ги коментирате снимките во кои што се гледа дека се поздравувате со одредени дел од луѓето кои излагаат од овој код? Бевте ли стрикно нападнат вие во собранието? Тоа е ординерна глупост и шпекулација и срам би требало да ви биде да поставувате такви прашања. Според таа логика ваша и Шекеринска ја поздравува еден од тие што протестира и Зоран Заев го поздравува тој што протестира. Според таа логика, ако те допрел било кој од таму, да, бев нападнат од страна на тие што протестира и затоа сум тука, затоа што на снимките се покажува и се гледа тоа многу јасно. Каде беше вашиот лидерот на партијата во тој момент, бидејќи знаеме дека тој не беше таму? Објаснивме веќе, тоа што се деси на 27 април беше иницијатива претходно, исто така и претходниот ден и денот претходно, но заедничка проценка помеѓу господинот Зоран Заев и господинот Али Ахмети, како и безбедносните служби, беше господинот Али Ахмети да не биде во собранието кога ќе се избере новиот председател господинот Тала Џафери, затоа што имавме информации, согледувања дека се припрема сценарио кој што би имало за цел да му наштети на меѓуетничката кохезија во земјава и да предизвика конфликт помеѓу албанците и македонците, за жал. И за среќа тоа се евитира и не дозволивме такво сценарио да се реализира. Сакате да кажете дека претпоставувавте дека не представувавме, имавме информација. Ќе потврлат во целата ситуација, ќе дозволат влез во собранието, бидејќи знаеме каква е зградата на собранието. Веќе очигледно дека потврлија безбедносните служби. Ние имавме информации од луѓе во безбедносните служби, значи луѓе кои што им веруваме и очигледно беше дека имаше потврдувања. И замислете сценарио ако Али Ахмети ќе беше таму или ако беше нападнат на тој начин. Ваш коментар за иницијативата за оспорување на Џафери пред Уставот? Не може да се оспорува волјата на мнозинството граѓани во Република Македонија и волјата на мнозинството пратеници во собранието на Република Македонија. Така да ВМРО ДПМН ќе треба час поскоро да ја прифати новата реалност и да се однесува како конструктивна опозиција во собранието, да дозволи да се основат институциите во земјава и во согласно со волјата на мнозинството граѓани да почне ерата на реформите во Република Македонија и враќањето на евроатлантскиот пат.